ние, јас како сестра и овие другиве сестри сме жртва на реформите у здравството. 2006 требаше да се приватизират општите доктори, матичните, општи педијатри и гинеколози. И ние како сестри бевме понудени од докторите да прифатиме да идеме у приватна ординација. А од директорите ни беше запретено, ако одбиеме работа со концесионерот доктор, ние ќе останеме без работа. Ние прифативме, накнадно подпишавме некои договори, какви, што ни одговара или не ни одговара, тоа ни е. И најлошото што е, една по една почнавме да остануваме без работа. Дали докторот отишол у друга ординација, значи скапа му кирија или нешто нелагодно му е у таа државна институција, а он се излегува од таа ординација. Сестрата, тој случај сум јас, останува без работа, иде на биро. И никој нема никакви обврски према таа сестра. Другата сестра, и почина докторот на другата сестра, друга се пензионира, еден по еден, и сега нагло се пензионираат докторите, ние остануваме без работа и без никакви екзистенција. Не по наша вина, ние не сакавме да одиме у приватно. Ние сме хумани луѓе, работеле толку време, по 30 години стаж имаме у државно здравство. Може и безработно време, по села, по болници, по дежурства. Имам 25 години стаж, 4,5 во приватното, 20 години и нешто во државно здравство. Дома сме тројца, четворица, чупево се омажи. Тројца сме сега, моментално сме невработени. Волонтирам во брза помош со 4.500. Колку само за една струја, колку да не ми ја исклучат. За леп купувам од по 10 денари. Не можам да влезам в работа затоа што ми пара просек. А кај мене просекот е тројка и ми вика ти нема никогаш да се вработиш, затоа просекот ти е тројка што ако имаш 25 години стаж. Ветија дека со руралните средини ќе не вратат на работа. Јас разговарав и со нашиот директор во здравниот дом во Свети Николе. Немат против никој, сите обеќаат, меѓутоа од обеќаното уште нема ништо. Кај нас друг концесионер ортодонт нема во Свети Николе, а во Сдружение за медицински сестри, стоматолошки сестри, забни техничари, сите што во приватизацијата кога не фати приватизацијата, не приватизира и не по наша вина останавме буквално на улица. Работев 4,5 години, докторот почина и јас сега 3 години сум без работа од 11 февруар 4 година, без работа и без средства за екзистенција. 2 пати конкурирав во јавно здравство, полагав приемен испит со деца што не се биле ни родени кога јас сум почнала да работам во село без работно време. Од понеделник до сабота попладне, се таму, во селски амбуланти сме работеле по 2-3 години, кој како. И сега полагавме приемен испит. И еднаш влегов таму во бројката на разговор кај директорот, ама јавна тајна се вработувањата кај нас. Немам никаква шанса за вработување. Јас сум акушерка. 25 години во државно работев како сестра, кај што ме испратиле, кај што требало. Никој не ме пратил да работам на акушерско. Значи, се приватизира, работев 8 години исто како сестра. И сега имаше конкурс. И во здравствен дом, и во болница. И во здравствениот дом беше конкурсот само за сестри и ми рекоа немој да доаѓаш да полагаш приемни, зашто ти си акушерка. Во истата фирма јас 25 години земав плата како сестра, бев пофалувана сестра, наградувана све, а сега кога требаше да ме вратат назад, сега сум акушерка.